Имаме ли сообраќајна култура? Без разлика на која позиција сме вклучени во сообраќајот, дали сме на возачко место, дали сме на велосипед или како пешак. Денес оваа тема ја истражуваме во ова издание на Приказна. Останете со нас. Непочитувањата на сообраќајните правила и прописи често пати водат до сообраќајна небезбедност и до низа незгоди во сообраќајот. Денес за ова истражуваме во ова издание на Приказна. Сообраќајната култура е многу важен елемент за безбедноста во сообраќајот. Таа го опфаќа познавањето на сообраќајните правила и прописи, поседувањето вештини и умешност да се управува со возилото, но едновремено вклучува и навики за нивно редовно и безусловно почитување и применување. Со други зборови, сообраќајната култура представува начин на перцепирање на односите во сообраќајот, начин на движење и однесување во сообраќајот, во насока на исполнување на општите и заеднички интереси на сите учесници во сообраќајот, што значи непречено и безбедно одвивање на сообраќајот. Сообраќајната култура кај нас за жал не е некоја на високо ниво, но сепак бележи одредено напредок или зголемување, но се уште сообраќајната култура и сообраќајната етика кај нас на ниско ниво, тоа е како резултат нели и на некој начин и на традицијата и на околностите, но сепак ми се чини дека има зголемување. Ние апелираме нонстоп до учесниците во сообраќајот пред се на јавна свест, да се зголеми свеста, односно не мора вас да ве казни некој да возите побрзо, туку треба самите да ги почитувате правилата и прописите, пропишаните правила и прописи. Секогаш давам примерот со брзината, зарем треба некој да ви каже дека треба во град да возите 50 км на час. 50 км на час е брзината која е дозволена во град и секое наредно 60 или 70 или 80 првин го кршите законот. Второ, статистиката и науката покажува дека за само 10 километри побрзо евентуалните последици се многу покатастрофални во смисол на сопирање, на удирање, на излетување од патот. Исто така алкохолот е многу присутен во нашите кампањи, зарем треба да ги им кажуваме на луѓето кои возат, кои се зад управувачот, дека не треба да пијат. Се подразбира дека алкохолот и воланот не иде заедно, па оттаму културата кажува дека доколку одите некаде на некаква прослава, немојте да заседнете зад управувачот, туку викнете такси или нека вози некој друг кој не конзумира алкохол. Сообраќајната култура е дел од општата социјална култура. Културното однесување во сообраќајот не подразбира само совладување на содржините и правилата на сообраќајната култура, туку едновремено и градење на критички културни вредности, ставови и навики, кои доколку е потребно треба и да ги променат согласно со промените во условите на сообраќајот и промените на социјалните односи во заедницата. За жал, често сме сведоци на непочитување на сообраќајната култура од скоро сите учесници вклучени во сообраќајот. Нервозни возачи кои брзаат, непотребно свирење, несоодветна брзина за возење, поминување на жолто па дури и на црвено светло на семафорот е сликата која често не пресретнува. Пешаците ретко се пропуштаат на пешачки премин, мотори возат на пешачки иако не смеат. Тротоарите се узурпирани од непрописно паркирани возила, велосипедистите не се почитуваат. За жал, често сме сведоци на ситуации во кои пешаци скокаат сред улица, сакајќи брзо да поминат, не размислувајќи при тоа дека таа нивна реакција може да има фатални последици. Според статистиката од година во година, бројките покажуваат намалување на бројот на сообраќајните несреќи, сообраќајните инциденти, на жртвите и на повредените при сообраќајни несреќи, што секако е резултат и на кампањите кои како Републички совет за безбедност во сообраќајот секоја недела во годината, во зависност од календарот на настаните, ги спроведуваме со помош на вас медиумите пред се. Имаме зимска кампања, зимно време, каде апелираме за зимските услови. Имаме кампањи пред матурите, имаме летна кампања која сега во моментов е активна и која се однесува на апелот до возачите, управувачите на моторни возила да возат внимателно, зголемена е фреквенцијата на сообраќајот, високи се температурите, заморот е една, после алкохолот и брзата воžња е една од најголемите причини за сообраќајни несреќи.
Непочитувањето на сообраќајната култура како последица може да предизвика многу несакани ефекти, од сообраќајни незгоди и несреќи на учесниците во сообраќајот, повреди до загадување на животната средина, бучава и слично. Сообраќајните незгоди се општ социјален и економски проблем кој го оневозможува развојот на општеството со зголемување на трошоците за осигурување, здравство, боледувања, инвалидитети и загуби. Минатата година имавме 125 жртви на ниво на цела држава, за разлика од претходните години кога имавме над 135, а најголема број на жртви имаше 2013 година кога имаше околу 160 жртви во сообраќајни инциденти. Значи бележиме намалување на бројот на сообраќајни несреќи, во сообраќајни на повредени, но и на жртви, но не можеме да бидеме задоволни бидејќи еден човек кој ќе загине е загуба и за неговото семејство и за неговата околина воопшто. А ние тежнееме кон 0 жртви во сообраќајот. Сообраќајната култура се карактеризира со индивидуалност, развој, правда, одговорност и хуманост, а за разлика од културните, основните карактеристики на некултурниот учесник во сообраќајот се убедување, непослушност и себичност, карактеристики кои честопати резултираат со агресивно и површно однесување, како и недостиг на внимание на возачот кон безбедноста на другите учесници. Сите ние сме сведоци дека овие форми на однесување предизвикуваат различни последици кои во одредени случаи можат да бидат и кобни. Некултурен возач прави неколку работи едновремено, како на пример консумирање храна и пијалаци додека управува возило, употребување на мобилен телефон или слушање гласна музика. Некултурниот учесник во сообраќајот е склон на изразување гнев и агресија при управување на моторното возило, непочитување на сообраќајните правила, секојдневни прекршувања и конфликти, кои можат да бидат вербални или физички со другите учесници во сообраќајот. Бидејќи кај нас традицијата во изминатиот период не беше позитивна во однос на тоа кој носи заштитен појас, апелиравме и подсетувавме дека заштитен појас треба да носат сите кои се во возилото, и тие позади и тие напред. Исто така мобилните телефони кои се еден нов растечки тренд на причина за сообраќајни несреќи, ако се земе во предвид дека речиси сите кога ќе ги видите на семафори стојат со мобилниот и гледаат или разговараат. Последиците од сообраќајните незгоди се пресериозни, поради што секој од нас има обврска општи заеднички интерес да се издигне сообраќајната култура на повисоко ниво. Унапредување на културата, етиката и толеранцијата во сообраќајот значително ќе придонесе за побезбеден и посмирен сообраќај, односно ќе придонесе за помалку сообраќајни незгоди, помал сообраќајен метеж и помалку настрадани лица на улиците и патиштата. Истражувањата покажуваат дека промената во однесувањето има најголемо потенцијално влијание врз безбедноста на учесниците во сообраќајот. Безбедноста во сообраќајот не зависи само од спроведените мерки, туку и од нивното почитување. Колку нивото на сообраќајна култура е повисоко, толку безбедноста ќе биде поголема. Информирањето, образованието и практичната обука се од суштинско значење за градењето на сообраќајната култура. Во некои земји од Европската Унија, образованието и обуката за безбедност на патиштата се врши од страна на наставниците во училиштата во соработка со локалната полиција. Во нашата земја, за жал, темите поврзани со сообраќајното образование и безбедноста во патниот сообраќај во основните училишта се изучуваат малку, најчесто во рамките на предметот техничко образование, а во средните училишта воопшто не се третираат темите поврзани со безбедноста во патниот сообраќај. Би сакала да почнеме со овој момент. Колку во Македонија имаме сообраќајна култура? Намерно ставам во Македонија, бидејќи има впечаток дека кога сме во земјава едни правила се, кога сме надвор од земјава се други правила. Да, тоа апсолутно е точно, дека истите граѓани кои што, нели, особено ова важи за граѓаните кои што ни се, нели, во диаспората и кои доаѓаат кај нас, правилата што ги почитуваат во Италија, во Швајцарија или во други европски земји, за жал, не ги почитуваат во Република Северна Македонија, но во секој случај ние како полиција преземаме се што е во наша надлежност за да можеме да ги намалиме бројот на сообраќајни незгоди и бројот особено на сообраќајни незгоди со жртви.
тоа се оние сообраќајки со тешки последици. Се разбира, имаме превентивни акции, заеднички со невладините организации, пред се со Републичкиот сојуз за безбедност во сообраќајот, но и други невладини организации, а секако покрај превентивниот дел работиме и на репресивниот дел. Сведоци сте дека постојано сме и на ТВ екраните со нашите пресконференции за тоа колку возачи се санкционирани за возење со поголема брзина од дозволеното, за возење под дејство на алкохол. Пред се, значи, насочени сме кон оние прекршоци кои што се главна причина за тешки сообраќајни незгоди. Најголема причина за жртви во сообраќајот е брзото возење. Потоа следуваат недавањето на преденство на минување, возење под дејство на алкохол и други прекршоци, но сепак најголемиот проблем се брзото возење и затоа сме насочени кон најстрого санкционирање. Граѓаните ја гледаат полицијата насекаде, на улиците и на патиштата и очигледно е дека имаме подобрување на ова поле. Но се разбира, не застануваме тука, мораме уште многу да работиме, мораме да добиеме поддршка од другите институции, затоа што сообраќајната култура не се стекнува преку ноќ. Сообраќајната култура се стекнува од градинка. Од градинка, во училиштата, во семејството, значи ние мораме да учиме дека почитувајќи ги правилата, фактички си го заштитуваме својот живот, но и животот на нашите најдраги. Кога зборуваме за сообраќајна култура и почитување на истата, најчесто сите мислат дека МВР, полицијата го завршуваат својот дел. Никој не тргнува од својата лична улога како дел од системот на сообраќајна култура. Како да го одвикнеме општество од тие навики и да го научиме дека секој од нас има своја одговорност? Па мораме, значи сите институции, особено и медиумите, значи од големо значење се тука и медиумите како трансмитер на сите пораки кои што нели ги праќаме, мораме заеднички сите да придонесеме, затоа што еве дури и кога го имам ова казнување сега како нели популарно го кажуваат нели на сообраќајни прекршоци, сите го поддржуваат освен кога се санкционирани тие. Значи и секој гледа да најде некој изговор дека ете брзав, ете имав неодложна работа, нема оправдување. Затоа што прекршувањето на правилото, особено брзото возење, може да доведе до трагични последици. Брзајќи да стигнеме 1 минута порано, може да не стигнеме никогаш. Затоа апелирам и во оваа прилика да ги почитуваме правилата и да се заштитиме заеднички и нас и нашите најмели, затоа што откако ќе се случи сообраќајната незгода, веќе е доста. Би сакала да направиме една паралела со сообраќајната култура надвор од нашава земја повторно. Ќе ги земам во принцип главните градови на многу земји каде што вообичаено или сообраќајот е исклучен од централните подрачја, или се вози многу поспоро, нема многу свирење, нема многу нервоза. Зошто кај нас имаме таков наплив на сообраќајна некултура, многу сме нервозни во сообраќајот, многу брзаме, сите некаде треба да стигнеме? Па, за жал, во правоста имаме таква појава и токму тоа е причина нели за прекршоците кои што се прават и потоа следуваат и сообраќајни незгоди. Кога ги спомнувате пешаците, значи тие се најранливиот дел во сообраќајот, учесници во сообраќајот, но мора да забележиме дека за жал има огромно непочитување на правилата и од пешаците. Ако тргнете на пример од централното градско подрачје, имаме улици кај Зелено пазарче, сега да не ги набројувам сите тие места каде што очигледно е намерното прекршување на сообраќајните правила и прописи, кога имате семафор на 20 на метри, тие ја преминуваат улицата и така се доведуваат себе си во небезбедна ситуација, но се разбира и другите учесници во сообраќајот. Ние постојано правиме акции за санкционирање на пешаците. Иако се, нели, повторно ќе кажам, најранлива категорија, но и тие мора да ги почитуваат правилата за тоа што не секогаш е виновен возачот на возилото. Се разбира, сите овие работи мораме заеднички да ги упатуваме како порака и граѓаните да проработат таа свест за евентуално да можеме да зборуваме за поголема сообраќајна култура и намалување на сите овие прекршоци. Постојат ли анализи чисто како компарација, какви се статистиките во поглед на намалувањето на сообраќајните незгоди од земји кои што имаат камери на патиштата и кои што на некој начин на тој начин ги санкционираат или ги едуцираат сите оние кои што се вклучени во сообраќајот. Дали сметате дека еве тоа ќе биде карика која што на некој начин ќе ни помогне да се
да станеме сообраќајно културни? Апсолутно. Значи, секаде каде што се воведени ваквите системи, имаме рапидно намалување на бројот на сообраќајни незгоди, но и рапидно зголемување на санкции за сообраќајни прекршоци. Затоа што тука фактички секој сообраќајен прекршок се санкционира и ви се доставува на домашна адреса. Се разбира, ние имаме интенција за воведување на ваквите камери, но додека поминат сите тие процедури, имаме работна група која што работи на спроведување на овој проект, но додека се спроведат сите тие мора да прекршоците ги санкционира сообраќајната полиција. Со добивањето на тој систем, со воведувањето на камерите, ние не само што ќе подобриме сообраќајната култура, него ќе добиеме, ќе ослободиме и полициски службеници кои што наместо во сообраќајот ќе ги насочиме во другите области и на тој начин ќе добиеме подобрување на безбедноста и во другите делови, нели, од јавниот ред и мир. Какви се податоците, кои од градовите во нашава земја предничи во поглед на прекршувањето на сообраќајните правила? Има ли некаде каде што се повеќе сообраќајно некултурни, некаде помалку? Па, она што е факт е дека во Скопје имаме најголем број на сообраќајни прекршоци, но тоа веројатно е поради тоа што нели градот е најголем, имаме најмногу жители и не само жители, туку знаеме дека голем број од луѓето доаѓаат на работа тука. Дефинитивно Скопје е место каде што имаме најголем број на сообраќајни прекршоци, но не заостануваат и другите градови. Се разбира сразмерно на бројот на жители. Она што ме радува е дека во многу градови имаме подобрување на бројките. Еве како пример ќе го посочам Тетово, каде што имаме секоја година опаѓање на бројот на жртви. А тоа е пред се како резултат на доброто работење на сообраќајната полиција во Тетово, која што ги санкционира овие тешки сообраќајни прекршоци и на тој начин придонесува за безбедност во овој град. Ова е како пример, се разбира, имаме во многу градови такво и на крајот на краиштата на ниво на држава имаме намалување на бројот на жртви. Минатата година беше година со најмал број на жртви во сообраќајот, 125, но повторно и со оваа бројка не сме задоволни, затоа што и еден човечки живот загубен е неуспех. Се разбира, на ниво на Европа, просекот е некаде, доколку споредиме, би требало да имаме тука некаде околу 100 жртви во Македонија, но сега сме на бројката 125, а работиме оваа година таа бројка сериозно да опадне и да можеме да известиме јавноста дека имаме напредок конечно и дека се приближуваме кон тој европски просек. Кога веќе споменавме Европа, многу земји превземаат политики со цел да го намалат бројот на сообраќај на автомобилите. Во таа насока го мотивираат јавниот транспорт или пак да речеме велосипедите. Како е кај нас? Колку нашиот народ би превзел таков чекор, односно би користел јавен превоз наспроти оној комодитет кој што им го дава автомобилот во насока на придонес во сообраќајната безбедност? Да, мене искрено ме радува, еве јавно го поздравуваме проектот на град Скопје кој што нели воведува нов вид на јавен превоз кој што би требало нели да воведе новина во Скопје и да преземе голем дел од патниците. Кога зборував претходно дека не е само МВР делот каде што се работи нели за подобрување на сообраќајната култура и на безбедноста во сообраќајот, значи тука сите институции треба да се вклучат. Општините, градот, Министерството за образование, нели преку образованието на децата, но и институциите кои што ќе обезбедат подобри патишта, подобри улици, еве како што кажавте, подобар јавен транспорт кој што ќе биде нели мамка за граѓаните да го користат за да не ги користат автомобилите. Тука добиваме и подобар сообраќај и помало загадување, значи имаме огромни придобивки. Затоа секако сите институции мора да се вклучат за заеднички да направиме подобри услови за граѓаните. За крај само што ова, децата се важна карика во целиот овој систем. Зошто немаме задолжителен предмет еве за сообраќајна култура во кој што освен теорија ќе се учи и практично искуство како да станеме подобри, односно како да бидеме сообраќајно културни? Тоа е нешто што мораме да го воведеме затоа што сообраќајната култура се стекнува на мали нозе. Значи, ние како Министерство за внатрешни работи во делот на превенцијата особено сме посветени на помалите возрасти и заедно со училиштата, зависно нели од која општина, формираме училишни сообраќајни единици. Превентивни акции каде што заедно со децата излегуваме на улица
заедно ги запираме возилата, заедно ги учиме сообраќајните правила и прописи и на тој начин фактички го всадуваме во главата на детето почитувањето на сообраќајните правила и прописи. Но ова за жал за сега е само на ниво на превентивни активности од време на време, нели, кои што колку се го дозволуваат условите, но многу би помогнало доколку тоа биде посебен предмет каде што децата ќе ги учат фактички постојано во текот на целата школска година сите овие правила и прописи и ќе добиеме граѓанин кој што ги знае правилата и прописите и знае дека почитувањето на правилата носи поголема безбедност. Сообраќајната култура се учи од најмали нозе. Во многу земји има интересни искуства како сообраќајната култура се внесува во рамките на образовните процеси и како теорија, но и како практично искуство. Ова го истражуваме денес во денешното издание на Приказна. Сообраќајот, особено патниот, како начин и стил на социјално и индивидуално живење е еден од современите предизвици на нашето време. Секој учесник во патниот сообраќај, без разлика дали е возач, пешак, возач на мопед, тракторист и слично, може да даде свој придонес истовремено и за загрозување и за подобрување на безбедноста во патниот сообраќај, што значи дека неговата одговорност е двојна. Мора да се почитуваат затоа што може да дојде до сообраќајка. Не сме уште воспитани во таа прилика. Во догледно време не верувам. Според податоците на глобалниот план и Светската здравствена организација, годишно во светот од сообраќајни незгоди животот го губат околу 1,3 милиони луѓе, а повеќе од половината не се патници во возила, што представува 2,2% од глобалната смртност. Околу 20 до 50 милиони лица се повредени и остануваат со доживотни инвалидски последици. Ова би значило дека секојдневно околу 140.000 лица се повредени на патиштата ширум светот, над 3.000 починуваат, а околу 15.000 се онеспособени до крајот на животот. При тоа околу 90% од фаталните сообраќајни повреди се во земјите со низок и среден доход. Проценките за нематеријалните штети од сообраќајните незгоди изнесуваат над 500 милиарди долари годишно, односно околу 1 до 3% од бруто националниот доход. Според СЗО, сообраќајните незгоди се трета водечка причина за смртност кај лицата на возраст помеѓу 5 до 44 години. Секоја сообраќајна незгода е резултат на нарушување на законитоста или односите во сообраќајниот систем, кои ги вклучуваат учесниците во сообраќајот, субјектите кои се грижат за неговото одвивање, возило, пат, инсталирана опрема, климатски услови и други фактори, или пак нарушување на нормалното функционирање на еден од елементите на овој систем. Нема никаква култура ни возачите, ни народот. Искрено ви го кажам тоа. Или ќе чекаш, или пак се плашиш да не те лупне некој, а ние возрастните сме малку и потешки со одење, со болки во колена и така натаму. Незгодите ги причинуваат бројни фактори кои се во взаемен однос. Обично се категоризирани во 3 широки категории кои го сочинуваат системот возач, возило и околина. Како причини кои предизвикуваат сообраќајни незгоди на патиштата може да се јават непрописна и неприлагодена брзина на движење на возилата, непрописно пристигнување или обиколување, недавање право на првенство за минување, неправилно разминување, непрописно запирање и паркирање, непрописно движење, свртување, вртење и возење наназад, возење во забранета насока во еднонасочна улица, недржање потребно растојание, непрописна употреба на светла, непрописно влечење на приклучно или возило во дефект. Во факторите кои може да предизвикуваат сообраќајни незгоди се и алкохол и други опојни средства, замор, недоволно знаење и вештини за безбедно правување на возилото, недоволни психички и физички способности за безбедно правување со возилото, здравствена состојба, останата психофизичка состојба и особини како пат, околина, возило, климатски услови и слично. Како причина за 95% од сообраќајните незгоди е човечкиот фактор. Резултатите укажуваат на тоа дека зачестеноста на одредени грешки на пешаците во сообраќајот меѓу другото се резултат на недостигот од знаење и свеска и пешаците за ризикот кои го даваат одредени форми на однесување.
Најчесто споменуваниот фактор за незгоди е возраста, каде најистакнати групи се возачите до 24 годишна возраст и групи на повозрастни возачи од 60 години па натаму, кои прават повеќе сообраќајни незгоди. Во младите години недоволната обученост и искуства во повозрастните, физиолошките и психолошките промени придонесуваат за поголем број незгоди. Возрастната група на повозрастните возачи не представува хомогена целина, бидејќи меѓу нив има големи индивидуални разлики кои се зголемуваат со тек на годините. Бројот на незгодите кај мажите и жените нема значајна разлика ако се земе во предвид обемот на возење, но разликата е поголема кај начинот на почитување на сообраќајните правила, бидејќи жените повеќе се придржуваат кон сообраќајните правила отколку мажите. Брзината на моторните возила е присудна за безбедноста на ранливите категории на учесниците во сообраќајот. Кога брзините се помали, возачите имаат повеќе време да реагираат на неочекуваните ситуации и да избегнат судари. Алкохолот најчесто доведува до сообраќајни незгоди. Процентот на учество на алкохол во сообраќајните незгоди во некои зими достигнува дури 50%. Алкохолот предизвикува тешки сообраќајни незгоди кај помладите неискусни возачи. Со оглед на високиот процент на застапеност на влијанието на алкохолот како причина за случување на сообраќајните незгоди, како и тоа што е во врска со другите аспекти на социјално однесување, алкохолот е проблем од општествено значење. Дозволената концентрација на алкохол во крвта се разликува во земјите на Јужна, Источна и Централна Европа. Децата представуваат посебно ранлива категорија на учесниците во сообраќајот, особено децата до 9 години. На оваа возраст децата не се во можност правилно да расудуваат и да ја осознаваат сериозноста на сообраќајната ситуација. Често пати се однесуваат непромислено. Токму поради ова децата на оваа возраст не треба да се вклучуваат самостојно во сообраќај, без придружба на возрасно лице. Затоа родителите кои имаат голема одговорност во процесот на воспитување на децата се главно одговорни за сообраќајното образование и воспитување. За жал, да. Ни недостасува сообраќајна култура и јас лично мислам дека ниското ниво на култура ни стана тренд. Сега, знаејќи дека културата во сообраќајот е дел од општата социјална култура, која што се манифестира преку прифаќање или отфрлање на одредени вредности, ставови и норми кои што се однесуваат на сообраќајот, неретко ја поистоветуваме со социјалната зрелост, со етичното однесување и со личниот морал, кој што пак се гради еден подолг временски период од најрано детство до зрели години. Токму заради тоа, секој човек треба да свати дека културата во сообраќајот е негова лична особина, да, меѓутоа поради грешките на поединците во сообраќајот страдаат недолжни луѓе. Ова посебно го нагласувам затоа што човекот и се што едно лице носи со себе е одговорно за над 90% од сообраќајните незгоди. И кога ќе кажам човекот, не мислам само на учесниците во сообраќајот, како возачи или печаци или друг учесник во сообраќајот, мислам и на носителите на одлуки, и на креаторите на системот. Тука мислам и на носителите на законите, на лицата кои што треба да ги спроведуваат тие закони, лицата кои што ги спроведуваат мерките, па потоа врз основа на нив анализираат, нели, и вршат одредени промени. Мислам и на проектантите, на луѓето кои што се задолжени за изведба, за надзор на патиштата. Човекот како инспекција, мислам и на институциите кои што се задолжени за одржување на патната мрежа, институциите кои што се задолжени за планирање, поставување, одржување на сообраќајната сигнализација и секако на институциите кои што се задолжени за сообраќајна едукација. Во едно од последните истражувања кое што го работев со студентите, високи 80% од испитаниците сметаат дека е многу ниско нивото на култура помеѓу нашите сограѓани, но за мене уште позастрашувачки е фактот што дури 34% од тие испитаници не сакаат да го променат своето однесување, аргументирајќи дека имаат отпор кон системот, дека се незадоволни од квалитетот на патната мрежа, се незадоволни од квалитетот на патната сигнализација, така што сметам дека не сме изградиле сообраќајна култура затоа што ни е слаба и
општата култура и на тоа треба итно да почнеме да работиме. Едукација е секогаш потребна, а она што навистина и недостасува на нашата земја е токму континуирано образование и воспитување за сообраќај и теоретска настава, меѓутоа многу повеќе и практична работа со учениците заради подобрување на нивните вештини, заради зголемување на нивната мотивација, како што нели не можеме да научиме да играме фудбал доколку само гледаме фудбалска утакмица, така не може да се совлада нити вешто управување на велосипед, доколку нели тоа само се чита од книги. Во овој контекст би ги истакнала Ирска, Германија, Чешка, кои што во својот образовен систем го ја внесуваат едукацијата за сообраќај во сите нивоа на образование, и во предшколско, и во примарно, и во секундарно, и во терциерно, и верувам дека токму заради тоа овие земји се земји со најмал процент на сообраќајни незгоди во кои што страдаат млади лица до 19 години. Сообраќајот е една од 4 основни функции на животниот циклус: домување, работа, рекреација и сообраќај. И улогата на сообраќајот е да ги поврзе предходните 3 на начин со најмалку негативни ефекти. Тоа значи да стигнете расположени на работа, без притоа нели да заглавите во сообраќајниот метеж, да можете да се рекреирате на соодветно безбедена пешачка или велосипедска патека која што притоа не е узурпирана со паркирани возила, да има непречен проток на стоки и услуги, да не трпат бизнисите заради различните видови на ограничувања по должина на патната мрежа, контроли и слично. Многу елементи кои што за да правилно функционираат, а пред се безбедно да функционираат, ние препорачуваме и превентивни и репресивни мерки или казни. Сега, репресивните мерки или казните се и тоа како потребни, за тоа не станува збор, например репресивни мерки како радари, патроли, контрола на алкохол, контрола на брзина, контрола на сигурносни појаси, тоа се мерки кои што можат само да ги ублажат последиците од сообраќајните незгоди, додека за вистинско подобрување на безбедноста во сообраќајот, за вистинско намалување на бројот на сообраќајни незгоди е потребно нешто друго. Потребно е работа на подобрување на патната мрежа, потребно е работа на подобрување на сообраќајната сигнализација, потребно е нели односно невозможно е кога слушаме дека квалитетот на патната мрежа како фактор за случување на сообраќајни незгоди учествува само со 1%, а при тоа знаеме какви ни се улиците и патиштата. Сигурно дека во прашање и културната разлика, но и нашиот културен идентитет, односно желбата да се поистоветуваме и да се однесуваме на ниво како што се однесуваат нели во општество со повисоки вредности. Токму тоа пак покажува нешто друго. Тоа покажува дека ние сакаме да имаме среден систем, дека ние сакаме ограничувања, дека сакаме чисти возила, љубезни возачи во јавниот градски превоз, дека сакаме нови и модерни решенија и доколку ни се понудат дека ќе ги прифатиме. Значи сакаме организиран систем. Нивото на сообраќајна култура кај секој учесник или кај група на учесници може многу лесно да се утврди, да се определи. Меѓутоа, процесот на промена на степенот на сообраќајна култура е многу тежок, затоа што промената на тие морални вредности кај човекот многу тешко се случува. И сигурно дека информирањето, информацијата, но само доколку е постојана и правилна, може да предизвика промена на состојбата во смисла дека секој од нас ќе подразмисли, дека ќе започне промена на свеста, а со самото тоа ќе започне и промена во однесувањето.
медиумите не смеат да си дозволат да ги коментираат сообраќајните незгоди и безбедноста само кога ќе се случи некоја тешка сообраќајна незгода или пак кога ќе треба да се пренесе некој пресек на статистички податоци за број на случајни сообраќајни незгоди. Напротив, медиумите треба да ја насочат својата информација и кон одговорностите за таквата состојба со безбедноста во сообраќајот. Во 2011 година дури 90 држави во светот пристапија кон изработка на програма за безбедност на патиштата во рамките на декадата на акции за безбедност на патиштата 2011-2020, усвоена на Генералното собрание на Обединетите нации. Така, имајќи го ова предвид и препознавајќи ја потребата да се зајакне свеста за културата во сообраќајот, Унгарското министерство за национален развој, Националниот комитет за превенција на сообраќајните незгоди во рамките на унгарската полиција, Институтот за транспортни науки и автомотоклубовите, а со поддршка на Канцеларијата на Светската здравствена организација во Унгарија, на 11 мај 2015 година првпат организирале настан во чест на подигнувањето на совесноста за значењето на културното однесување врз безбедноста во сообраќајот, која прерасна во традиционален ден познат како Ден на култура во сообраќајот. Сообраќајот, вклученоста во сообраќајот, сообраќајната култура и сообраќајната инфраструктура се основа за раст на платформата на едно општество. Верувам дека оние податоци кои што ги споделивме денес ќе бидат од корист за вас. Довидување до следната приказна.